Разните христијански традиции поставаат фокус на различни теми. Например, православните и католиците вниманието го посветуваат на таинствата, на сакраментите, како начин за соединување со Бог. Ние, протестантите, говориме како тема, како главна тема е потенцирана благодат, зашто тоа е начинот на нашето спасение. Човекот во греф е во темнина, во неможност да дојде до Бог, зашто копнежите на природниот човек, човекот во греф, се спротивни на Божите вистини. И само Божјата благодат, дејството на Светиот Дух може да не осветли, да не поттикне кон вера и да ги спознаеме вистините и да дојдеме до Бог, да бидеме спасени. И тоа е вистина. Меѓутоа има една тема која во Библијата е главна. Таа од првата страница до последната. А таа тема е животот на човекот со Бог. Тоа е основната тема. И останатите работи кои ние ги среќаваме, всушност се начини да се стигне до таа суштина или цел на човекот, да живее со Бог. Бог го создаде човекот по свој образ, поинаков од остатокот на созданието. И Божиот образ значише првенствено пред се способност и копнеш на човекот да општи со него, да живее заедно со него. Да, секако Божиот образ вклучуваше и господство, едно споделено од Бог кон човекот господство на созданието, разум, меѓутоа тоа е основната суштина. Копнеш длабоко вложен во човекот да живее заедно со Бог. И по падот на гревот тој копнеш устанува, бидејќи устанува Божиот образ. Да, Божиот образ според некој е испрекршен, изопачен, но устанува копнешот на човекот за Бог. Но се губи способноста и тој копнеш е изопачен. И човекот, потиснат од гревот, се спротивстава на тој копнеш, го потиска или пак се обидува некако да го задоволи. Се обидува да го задоволи поклонувајќи се на идоли или на други начини. И останува копнешот незадоволен. И во човекот суштествува една темелна дисхармонија. Копнеш и борба против копнежот. И тоа на крајот доведува до немир. Исаја на два пати во неговата книга, јас ќе прочитам од 48 глава, вели: а нечестните се како разбранувано море. Море кој не може да се смири. И чии води постојано изфрлаат тиња и кал. И вели: нема мир за грешниците. Нема мир зашто тој копнеш, незадоволен за Бог, се бунтува внатре, а човекот со гревот го потиснува. Човек не може да стигне до состојба на задоволеност, бидејќи Бог го создал да живее во блиска заедница со него, а тој во темнината го отврла. Августин во неговите исповеди тоа потиснување на вистината го дефинира така што вели: ти не создаде за себе и нашето срце е немирно додека не најде мир во тебе. И тоа е главната тема во Библијата, од првата страница до последната. Така почна во Библијата, првите страници, еденската градина каде што човекот има постојано општене со Бог, заедница со Бог. До моментот на падот во грев. И Бог ги избрка. И постави херовим на источниот влез во градината, со што сушност го невозможи достапот до Бог. И понатаму целата Библија всушност е Божиот план, таа божествена света историја на враќање на Божиот народ во Божјото присуство. Повторно враќање на човекот во Божјото живеалиште или симнување на Божјото живеалиште меѓу човеците, меѓу луѓето. Така завршува всушност Библијата. Првите стихови на 21 глава на Откровение пишува вака: и видов ново небо и нова земја, зашто поранешната земја помина и морето го немаше веќе. И тогаш јас, Јован, го видов светиот град Ерусалим, нов, како слегува од Бога, од небото, стокмен како невеста промената за својот маж.
И чув висок глас од небото како зборува: ете го светиот чатор, или скинијата, Божјото живеалиште. Светилиштето на Бога меѓу луѓето. Се симнува Божјото живеалиште, Божјиот чатор. И тој ќе живее со нив, тие ќе бидат негов народ, а сам Бог ќе биде со нив, нивниот Бог. Библијата започнува со сцена на Божјото живеалиште меѓу луѓето и завршува со таа сцена. И тоа е исполнување на целта на Бог за човекот. Само во животот со Бог, во заедница со Бог, може човек да има живот во полнота. Вистински живот. Вистински да биде спокоен. Вистински мир. Вистинско задоволство. Вистинско богатство. Псалм 119 е познат како најдолгиот, напишан како акростих, поделен на делови кои што секој дел започнува со буквите од еврејската азбука. Осмиот дел или хет е посветен на законот на Тората. И таму псалмистот говори за својот живот со Господ и во еден момент вели: дел мој си ти, Господи. Зборот дел во Стариот Завет или порција значи наследство, имот, богатство. Знаете, во Стариот Завет, кога Бог им даде земјата на еврејскиот народ, и тие почнаа да ја делат на племиња. Левитите не добија дел од таа земја, зашто пишува понатаму и во Второзаконие, Броеви, на други места, нивниот дел е Господ. Нивното наследство, нивниот имот е Господ. И овдека псалмистот вели: моето богатство, моето наследство е Господ. И нема поголемо наследство од тоа. Нема поголемо богатство. Нема поголемо богатство тоа да се има живот со Господ, заедница, од која што доаѓа живот во изобилство, реки од живот. И доаѓа исполнувањето на целта која носи на крајот задоволеност, а задоволеноста носи љубов, мир, радост. И тоа поуката и на овој текст што го прочитавме. Бог или во Христос не ветува живеалиште. Живеалиште во нашите срца. Богатство во самите нас. Спрчан, коментирајќи овдека, вели: ти си богат зашто кога Бог е твој дел или твоје наследство, имаш повеќе од се друго заедно што можеш да имаш. Во него е задоволена секоја потреба, било во живот или во смрт. Христос во овие стихови ветува преку Светиот Дух заедница на Светата Троица во срцето на човекот. Христос понатаму ќе се моли како што Отецот и Синот се едно, така и сите ние да бидеме едно во нив. Тој не вклучува во тој совршен живот, во таа совршена заедница на Светата Троица, да бидеме таму, така што Светата Троица ја внесува во нашето срце. Таму каде што има совршен мир, каде што има совршено општење еден со друг, совршена љубов, совршено единство. Господ Исус Христос ги каже овие зборови кога учениците се во немир, во неизвестност, знае ни што ќе поминат, знае самиот тој ни што ќе помине. И во таков амбиент на конфузија, на немир, на несигурност, Бог им каже: мир ви давам. Ние доаѓаме да живееме во вашите срца. А непосредниот пак почеток е реакција на она што Христос го кажа во претходниот дел, кога им рече дека си оди, но пак ќе дојде, пак ќе се врати, ќе им се открие, но не на светот, не на сите, само ним. И таквата реакција, тоест тие зборови потикнуваат реакција. Видовме, се јави Филип, се јави Петар, се јави со прашање Тома, сега наред е Јуда. Јуда не искариотски, оној другиот Јуда. И прашува овдека
Господи, зошто сакаш нам да не се јавиш, а не на светот? Зошто го прашува тоа Јуда? Зашто тие имаа своје разбирање за Месијата. Си создадоа луѓето во Стариот Завет на основа на пророштвата за Месијата учење. Со некакви варијации меѓу различни школи, но во суштина едно учење кој ги обединуваше сите дека Месијата кој ќе дојде, ќе создаде царство на јудеите, преку кое што ќе владеат со сите народи на земјата. И сега овдека Христос им вели, нема, само вам ќе ви се открием. Нема да се открием на светот. Но големиот проблем, поради кој што Христос не беше прифатен, кога дојде, е бидејќи неговото доаѓање не се совпаѓаше со учењето што си го изградија евреите за Месијата. И кога Христос дојде, тие повеќе веруваа на своето учење. Тие повеќе веруваа на школите што си ги имаа, отколку на манифестациите кои Христос ги откриваше. И учениците до крајен момент не можеа да сватат што им збори, беа збунети, зашто беа заробени во тие учења. И ние кога ги разгледуваме фарисеите овдека, во текстовите во Новиот Завет, ги представуваме како некакви тврдоглави луѓе, безбожни, суетни, меѓутоа тие си веруваа на своите доктрини и држаа за своите доктрини. Оние што се ги изградија на основа на пророштвата за Месијата во Стариот Завет. И дојде Месијата кој не одговараше на нивните доктрини, за кој тврдеа дека се на база на писанијата, на база на пророштвата за Месијата, и го отврлија. И ги отврлија сите оние кои што се спротивставија на нивните доктрини. Стефан отиде во синагогата и почна да говори за Месијата. И го убија. И тоа е јудаизмот. Јудаизмот што се изгради како учење од различните школи, книжнички, фарисејски, садукејски, беше тоа. Ние имаме школа и сите треба да се согласат. Ако не се согласат, ќе ги убиеме. И на таа база јудаизмот суштествува и продолжува да суштествува. Зошто го кажувам ова? Зашто имаме ние пророштва за Христово доаѓање и создаваме учења, доктрини. И држиме за нив, како што држеа фарисеите. Ние мислиме, ама фарисеите не ги столкуваат добро пророштвата во Стариот Завет. И знаете што? Фарисеите многу подобро го познаваа Стариот Завет, отколку што ние го познаваме Новиот Завет денес. Има ли некој овде кој знае барем една книга на памет од Новиот Завет? Евреите знае фарисеите Тората на памет. И си правија доктрини и на крајот ја промашија работата. Ние мислиме денес дека знаеме повеќе од нив и можеме со Новиот Завет да работиме тие нешто кои ќе се остварат, да ги издефинираме и да ги шириме како апсолутни вистини. И јас се плашам дека кога Христос еден ќе дојде и веројатно нема да се совпадне со сите тие наши разбирања, да не постапиме како фарисеите и да кажеме не, ти не си Месијата што го чекаме. Моето учење вели дека не е така. Зашто фарисеите токму така постапија. Јован, крстител, кој што го најави Христовото доаѓање, беше оној гласот во пустињата. Во момент во затворот рече, може би не е тој. Прашете пак, да сум сигурен дали е тој. Јас го најавив неговото доаѓање, а сега сум во затвор. Ке ми ја сечат главата. И така, во таа конфузија го праша, како така? Нема да се појавиш. Па нели треба сите да те видат? Како ти ќе царуваш скриен? Сите треба целата земја да разбере. За да бидеме ние покрај тебе, оние кои што ги управуваат. И Христос им одговори, им го кажа вистинското доаѓање, она што не го разбираа. Ако некој ме љуби, ќе го пази Словото мое и мојот Отец ќе го возлюби. И ќе дојдеме кај него
и живеалиште. Во него ќе направиме. Кој не ме люби, не го запазува Словото мое, а Словото што го слушате не е мое, туку на мојот Отец кој ме испрати. Ова би го реков бидејќи сум со вас, или бидејќи сум ве поддржувам вас. На ваша страна сум, заради вас сум. Прво им вели, и тука им кажа всушност кој е неговото доаѓање. Неговото доаѓање е, и целата тема овдека е утешител од Светиот Дух. Неговото доаѓање преку Светиот Дух. Светиот Дух кој во срцето на човекот ќе ја донесе заедницата на Светата Троица, на Божествената, и ќе ја исполни човечката суштина со слава. Онаа слава со која што беше исполната скинијата. Онаа слава со која што беше исполнет храмот. Таа слава ќе дојде Бог да заживее во срцето на човекот. Тамо да направи живеалиште, да имат заедница. Бог да живее со човекот. Кога Јован го пише ова Евангелие, светот бил полн, не само светот, и еврејското општество имал храмови. Едниот во Ерусалим, а она другото пола еврејско општество во Геризим. Имало и многу други храмови. Меѓутоа, сите тие храмови губили суштината. Дури храмот во Ерусалим е загубил суштината. Немало живот внатре. Кога Христос дојде, тој беше претворен во, како што вели тој, разбойничко дувло. Не било поинака работата во Геризима, да не станува збор пак за паганските храмови. Нема живот во тие храмови. Христос овдека вели, живот ќе дојде во вашите срца. Божествен живот ќе дојде во вас. И со тоа се она што божествениот живот носи со себе. Ќе ги видиме сите тие работи. Познавање, мир, слава. Сето тоа е вклучено во Христовото доаѓање. Во доаѓањето на Светата Троица преку Светиот Дух. Живеалиште, вели, ќе направиме. Тоа е исто тоа што го кажа на самарјанката, кога таа прашуваше во Ерусалим ли ќе се поклонуваме или треба да се поклонуваме во Геразим. И тој рече, не, ќе дојде време кога луѓето ќе се поклонуваат во дух и вистина. Едно внатрешно поклонение во срцето, внатрешен живот на Бог во срцето на човекот. Живеалиште ќе направиме. И тука е она зборчето, истото што Христос им го кажа кога им рече дека си оди за да подготви место за живење. Тамо е преведено како место за живење, овдека е преведено истиот збор, но некако живеалиште. И тоа, нели, кажавме, идејата е како апартмани, така да кажеме, во еден голем дом. Тоа е живеалиште. Интересно што Христос вели, ќе ви подготвам живеалиште, а овдека вели, ќе дојдеме да направиме живеалиште во вашето срце. Веќе Божото живеалиште е во нас. Веќе ние сме храмови на Божото присуство. И тоа што го вели апостол Павле во Коринтијаните 6:17, кој се соединува со Господ, еден дух е со него. Еден дух. Знаете што значи тоа еден дух? Тоа е најцврстата форма на единство и најнеможната за поделба и разделба форма на заедничарење, на единство. Христос користи и други метафори. Вели пастирот и овцата. И да, тој вели дека нема да ги загуби своите овци, меѓутоа како метафора, како категории, тие се можни за поделба, зашто овцата може да си замине. Или пак лозата и прачките. Прачката може да биде откината. Меѓутоа, оваа тука метафора за единство говори едно совршено, невозможно за поделба. Кога ќе се соедини со Господ и стане еден дух, веќе тој дух не може да се раздели, зашто еден дух не може да се подели на два духа. Ако тој се раздели, веќе не е дух, е единство. Совршена споеност на две битија во едно. Нераскинливо единство. Меѓутоа овдека има услов. И од тука натаму ние ќе видиме повеќе услови што ги поставува Христос. Овде вели, ако некој ме љуби, ќе го пази моето слово. Понатаму 15 глава ќе вели, ако некој пребива или жива во мене, и јас ќе пребивам и ќе живеам во него. А ако некој ме љуби, и тука имаме паралелизам кој се надградува, ако некој ме љуби, тој
ќе го врши, ќе го пази Словото мое. И мојот Отец ќе го возлюби. Условите што ги поставя овде Христос се сосема логични, се каузални. Вели, ако некој ме љуби мене, истиот тој ќе го љуби и моето Слово. Ако ме љуби мене и го љуби моето Слово, тој ќе го живее моето Слово, ќе има послушност. Човек кој љуби некого, сака да биде покорен нему, сака да биде послушен, сака да го врши доброто за другиот. И тоа е идејата што Христос овде ја кажува. Ако ме љубите мене, ќе го љубите и моето Слово, зашто тоа е Словото. Ако го љубите Словото, нема да го занемарувате, нема да го нарушувате, ќе го живеете тоа Слово. Вели Августин, таа се исполнува од оној што не само ги има Господовите заповеди во уста, туку ги врши во животот. Не ги зборува само, туку ги живее. Зошто го љуби? Знаете, Словото на Бог е сериозна работа. Што значи со љубов да се однесуваш кон Словото на Бог? Бидејќи односот кон Словото ни го покажува односот кон Бог. Чувствителноста кон Словото, одговорноста кон Словото на Бог ја покажува каков е нашиот однос кон Христос. Затоа нема шега со Словото на Господ. Словото на Господ не може да се манипулира. Манипулацијата со Словото на Господ значи манипулација со Христос, манипулација со Бог. Касапењето на Божјото Слово значи касапење на Христос. Ако некој го љуби Христос, тогаш ќе го љуби Словото. Ќе копне за тоа Слово. Ќе копне да го проучува, да го запозна подобро и подобро. Нема да му е здодевно. Знаете ли зошто луѓето се однесуваат кон Словото како кон енигматски забавник, барајќи ги внатре ребусите да ги решат? Зашто ни им е здодевно. Здодевно е да седнат, да си го читат и да го проучуваат. Не, ајде да ги најдеме оние нејасни, љубопитни теми. И копајќи од тук и од натаму да создадеме едно решение, да ја одгатнеме загадката. И ако мојот ребус и решението на мојот ребус не се совпадна со твојот, тогаш немаме ништо заедничко. Не, Словото ни е дадено да се потопиме во него, да пиеме од него, да го проучуваме оно како што ни е дадено да го проучуваме. Инако, нема да има таа наслада што Бог сака да ни ја даде, така што ќе се вселува се повеќе во нас со вселување на Словото во нас. Ако има вистинска љубов, ќе има вистинска послушност. Ами ако ние не сме спремни така сериозно, одговорно да пристапиме на Словото, туку го претвараме во школи, во шеми, тогаш ќе бидеме ли спремни, како што вели Павле, љубовта Христова не гони да го мислиме ова, кога еден умрел за сите, тогаш сите умрели. Умираме за Христос. Вели ме тера, ме гони. Зборчето овдека значи не ми дава мир цело време. Не може да побегнам од тоа. Тој така ме возлюби, што јас сега не живеам за себе, туку живеам за него. Посветен целосно на Словото на Бог. Тоа е љубовта. Тоа го прави љубовта. Нашата љубов кон Христос е одраз и одговор на неговата љубов кон нас. А љубовта е таа движечка сила во христијанскиот живот. А таа пак е плод. Плод кој што Светиот Дух го раѓа. Утешителот пак, Духот Свети, кога што Отецот ќе го испрати во моје име, ќе ве научи на се и ќе ве напомни за се што сум ви зборувал. Се враќа на темата на Светиот Дух, кој всушност ги обединува сите тие стихови. И тука ќе се навратам на она што е важно, а тоа е за божественоста на Синот и еден од аргументите. Христос прави граматичка грешка во говорењето, не е грешка, но тој прави исклучок,
кога заименка од среден род користи лична заменка во машки род. Дух во оригиналниот текст е во среден род, меѓутоа тој користи лична заменка во машки род. Исто како да каже тој маче. Не, би било смешно, но тоа го прави Христос. Се во нашиот јазик тој дух се е во машки род, меѓутоа во оригиналниот текст има една недоследност со цел направено со цел да се покаже личностноста, божествената личност на Христос. Не дека зашто нели се појавуваат ереси кои ја одрекуваат тоа личносно битие на Светиот Дух, пресувајќи го како сила или меѓутоа се она што овде го кажува Христос и во овој стих и граматички, а и како дејства, јасно говори за личност. Тоа е тој што ќе влезе во заедница, во општење со верниот човек и ќе поучува, ќе води, ќе објаснува. Се тоа односи меѓу личности. Да човек може да има познавање или знаење за појави. Меѓутоа не може да влегува во општење со тие појави. Човек не може да влезе во општење со, како што е од силата овдека, со ветрот или со струјата. Може да влезе во општење со друга личност. И овдека повторно, нели, една друга љубопитна за нас вистина дека е пратен од Духот, од Отецот. Отецот ќе го испрати во мое име. А пак порано вели Христос, јас ќе го испратам. Сите тие овие изјави овдека се совпаѓаат со целосното откровение на Светата Тројца кон човекот во неговиот план за спасение, кои не се вечни суштински својства на божествените битија на Отецот, Синот и Светиот Дух. Тие си имаат своји божествени вечни битија на совршена достоинство, почест и еднаквост во сето тоа. Меѓутоа во откривањето кон Светата Тројца, кон созданието, во економија, Отецот се појавува како оној кој што е глава, оној што го прави планот, а Синот и Светиот Дух се подчинети на таа волја и го остваруваат. И овие тука особености не се вечни, тие се само изрази во однос на човекот, во однос на неговото спасение. И не може од овдека да се создаваат учења за тоа кој од кого произлегува. И од тука некои взимаат идејата дека Светиот Дух произлегува и од Отецот, и од Синот, зашто и Отецот го испраќа, и Синот го испраќа. Повторно кажам, овие се карактеристики во тој план за спасение кои не се вечни, хипостасни, како што ги велат, својства на трите битија во Божествената Троица. Зашто основните хипостасни својства на Отецот е нероденост, секој си има едно уникално својство. Нероденост, роденост и производност. Синот е аутотеос, Отецот е аутотеос, Синот е генеос, роден, а Светиот Дух е поресис, излегува. И тие се тие уникатни вечни својства во Светата Троица. А ова одека што го гледаме, тоа се нивните функции во делото на спасение. Многу јасно, нели? И не можеме од овдека ние да извадиме учење за вечни својства, тоа кој од кого произлегува. Не е тоа. Зашто во еден момент вели, јас ќе го испратам, во друг момент вели Отецот, и се разбира дека ќе го получи Отецот, зашто тој е тој кој што во чишто план и воля се извршува. А Синот и Отецот се покоруваат на тој план до таа мера, што Синот во еден момент ќе каже Отецот е поголем од мене, секако. Не во тие вечни својства, туку овдека во тој план за спасение. Ке стигнеме на тоа. Но кој е важно овдека и сигурно се за нас? Доаѓа Светиот Дух, вели ќе ви го пратам, да ве научи, да ви објасни, да ве подсети. И сето тоа што потоа ќе го напишат апостолите во Светото писмо е вистината, непогрешливата вистина. Не целосно јасна, но вистина која што можеме да се довериме. Доволно јасна за спасение, доволно јасна да ја разбереме Божјата воља за нас. И 100% точна, веродостојна, на која може да се потврдиме, зашто е издишена од Бог
и преку силата на Светиот Дух запишена во тоа што го имаме ние како апостолско учење. И на тоа ние го темелиме нашето учење. Ние сме апостолска црква која се води од апостолското учење. И продолжува: мир ви давам, мирот свој го оставам. Јас ви го давам, но не како што го дава светот, да не се плаши срцето ваше, нити да се страхува. Мирот свој. Тоа е основната поента во овој текст. Мирот свој, или фразата овдека, граматички е поставена на такво место за да ја исцрпи целата идеја. И тој мир да го представи како трансцендентен, поинаков од секој друг мир, уникатен, не мир како било каков, не мир во онаа дефиниција што ние знаеме, посебен мир, мојот мир. И тој мир се дефинира како состојба, како благосостојба, како состојба на срцето. Мир кој што доаѓа со живеалиштето на Бог во човечкото срце. Мир кој што доаѓа како природна состојба на присуството на Бог во човечкото срце. Ако ние го дефинираме мирот според светските критериуми, тоа би значило да нема војна, да нема конфликти, да нема проблеми, да нема искушенија. Тогаш има мир. Никој не ме вознемирува, никој не ме закача, се ми е добро. Меѓутоа, овој мир за кој што говори Христос е поинаков. Тоа е состојба, како што е состојбата на мир во Божеството. Бог се дефинира како совршен мир, во кој што нема никаков трепет. Состојба на неподвижност, на целосна статика. Зашто во совршенството е тоа. Движењето, промената е резултат на несовршенство и до изградување, на движење со цел на прогрес. Во Бог има целосна совршеност. И како што нели го отците нарекуваат, тоа е неподвижниот подвижник. Совршен во мирот, а движи се. За тој мир говори овдека Господ Исус. Еден мир кој не зависи од никакви дејства наоколу, од никакви реакции. Тој малку понатаму ќе им каже зошто го дава тој мир како таков. Вели, ови го реков во 33 стих во 16 глава. За да имате мир во мене. Зошто? Зашто ќе имате маки. Зашто ќе имате проблеми. Зашто светот ќе ве мрази. Зашто ќе дојдат да ви искушуваат. Зашто ќе ве убиваат. Ќе ве предизвикуваат. Но јас си го давам мојот мир. Да имате мир. Спокојство. Зашто тоа е состојбата која доаѓа со Божјото присуство во човекот. Мир. Имаме ли мир? Имаш ли мир? Мир кој не го ремети ништо. Зависи тоа што има во светот. Во светот има војни. И ние навиваме, некои за едните, други за другите, некои прифаќаат јудео-христијанска некаква религија, јас не ја познавам таа, кои навиваат, велат јудеите се наши непријатели, а во суштината на јудизмот е да се уништи противникот кој не е според јудеите. Кога Стефан го убија во синагогата, јудеите, зашто секој што не се согласува со нивното разбирање треба да биде убиен. Стефан го виде Христос како стои и рече: о, Христе, добро, тука си сега, громови, уби ги овие сите. Не, зашто христијанството е мир. Суштината на христијанството. Тој рече: Господи, не им го сметај тоа за греф што го прават. Имаше љубов кон тие луѓе. Тој им го сподели сето Евангелие од Стариот Завет, зашто ги љубеше своите браќи. Јудеи, но тоа е христијанството. Христијанство не гледа на другиот како на противник против кого треба да употребиш томахавки или такви. Не, ќе споделиш Евангелието кој е најсилно од се и ќе се молиш. И тој се молеше за тие луѓе кои го убија. Зашто мир има. И дури во една таква ситуација неговото лице светеше, го прејаде духот во Христовите раце и побара милост за тие луѓе. Тоа е христијанството. Христијанството е мир. Христијанството шири мир.
не конфликти. Христијанството собира во единство, не разединува. Христос обединува. Христос прифаќа. Христос трпи. Самиот Христос знаеше што го очекува после само неколку часа. Предавство, презир, навреди, физичко малтретирање, смрт. Знаеш и учениците што ги очекува. И тој говори за мир. И во сето тоа тој го покажа тој мир. Тој мир тој го покажа кога беа во она бродче или кораб што било, така го лулал ветрот и брановите што ученици се мислеа дека секој момент ќе се преврти. И уплашени за својот живот дека еве и Месијата, па и тој ќе суди, па нема да има цар. Почнаа да го будат. Не може да го разбудат. Христос толку спокојно спие во таа бура. И на крајот успеваат некака и Христос и вели, абе маловерци, може ли Бог да се удави? Вие го имате Бог покрај вас во бродчето. Таа вера потоа имаше и Петар. Петар кој беше фатан, Јаков беше обезглавен и беше определена датата на екзекуцијата на Петар. И истата вечер пред да биде екзекутиран, дојде ангел да го спаси. И не можеше да го разбуди. Хелекс ли, како се викаше, пил, или што пил, не знам тој човек, ма не може да го разбудат вечерта пред екзекуцијата. Ништо не пил, сигурно. Но спиеше спокојно. Зашто знаеше дека и да му сечат главата, тој си оди кај Христос. Спокоен. И ангелот требаше да го удри, пишува да го клоцне по ребрата, за да го разбуди. И да го изведе од затворот. Тоа тој Павле пишува за тој мир. Павле им пишува за мир на филипјаните, кој го надминува сиот разум и го заштитува умот и срцето на човекот. Го пишува од затвор каде што е окован, меѓу затвореници. Го очекува судска пресуда, не ја знае пресудата. Им пишува за мир, им пишува за радост. Не знам дали ние ќе бидеме во такви ситуации како што биле Христос, Петар, Павле. Меѓутоа има многу други ситуации во животот кои ни создаваат немир. Успехот на другиот, имањето на другиот, мојата лична состојба, споредбите со другиот, разбирањето на другиот, ставовите на другиот. Имаме ли мир? Мир, вели, ви давам, некако овој свет. Христовото присуство во нас носи мир. Мир кој не го ремети светот и оно што се случува во светот. И завршува со еден заклучок. Ова е заклучок на се оно што беше кажано во 14 глава. Чувте дека јас ве реков, заминувам од вас и пак ќе дојдам кон вас. Но ако ме любевте мене, ќе се зарадувавте што реков, одам кај мојот отец, зашто мојот отец е поголем од мене. Се таа фраза, мојот отец е поголем од мене. Пак кажем, ова се состојби, ова се односи во Светата Троица во однос на спасението. Христос, како што вели Павле во Филипјаните 2 глава, ја остави таа слава и стана слуга. И тука зборчето е роб, всушност. Стана роб, дулос. А робот нема власт над својот живот. Господарот решава за животот на робот. Тие се односите што се создадува во тој план на Отецот за спасение. Синот стана роб. Роб на Отецот. Отецот располага со животот на робот. И тој роб беше поставен заради нас на крстот. Да биде убиен заради нас. И затоа не може робот да каже јас сум еднаков со Отецот. Што јас сум роб во тој план на спасение. Јас сум жртвата во планот на Бог за спасението. И овдека Христос кога вели мојот Отец е поголем од себе, мисли на тие позиции во планот на спасение. И целиот текст тоа го говори понатаму. Го вршам она што тој ми кажа, зашто го љубам него. Затоа сум јас овдека, зашто го љубам мојот Отец,
кој вас ве љуби, толку ве возлюби што мене ме дава за вас. Тие се тие божествени релации. Отецот, тој синот се починува на волјата на Отецот и станува роб на Отецот. Слуга станува да изврши неговата волја и да отиде дури во смрт. Зошто го љуби Отецот, а Отецот не љуби нас. Тоест, Бог не љуби нас. И кога дека прави споредби, Христос пак ги прави во истата категорија. Отецот е поголем од мене, имајќи во предвид дека ние сме пак во истата категорија. Има тука еден коментатор, Колрич, кој вели, не е можно ти да правиш споредби ако не сте во истата категорија. Христос не би кажал никогаш, Отецот е поголем од мене ако тие во својата суштина не се Бог и двајцата. Зошто? Зошто безсмислено е ти да кажеш дека некој е поголем од тебе, ако е во поинаква категорија, и тој дава пример, на пример. Истото е, како јас да кажам, дека Шекспир е поголем драматург од мене, кога јас воопшто не сум драматург. Или пак, на пример, да кажам, Роналдо е поголем фудбалер од мене, кој никогаш не игра фудбал. Нели? Јас никогаш не играм фудбал. И би било безсмислено Христос да рече, Отецот е поголем од мене, ако тој воопшто не е во истиот однос со Отецот, тоест не е Бог. И тука не вели, Бог е поголем од мене. Прави според меѓу Отецот и Синот во тој, нели, тесен, во тој ограничен план за спасение. И вели, ки се радувавте, ако ме љубевте, ки се радувавте, зашто? Зашто кога ќе го видите сето тоа што се случува и моето заминување во вознесение, сето тоа е знак дека планот е завршен. Тоа значи дека вие сте спасени. Ако вие разбиравте што се случува, кај вас ке имаше голема радост, не може да тагувате овдека, не може да сте збунети, не може да сте уплашени, туку ќе се радувавте, зашто сето тоа ќе значи прифаќање и устварување, довршување тој Божи план. Зашто вознесението и враќањето на Синот кај Отецот е токму тоа. Потврда дека спасението е завршено. Тој се враќа онаму од каде што се симна. Си оди зашто веќе се е завршено. Тоа ќе ви носи, вели, радост. Нема да тагувате, како што тагувате сега. Христос го заврши своето дело. И вели, ајде да си одиме. Зошто и ми кажа вистина, да, ќе продолжи понатаму, но тоа беше кулминацијата. Јас дојдов да ја завршам волјата на Отецот. Ѓаволот наближува. Имаш тука еден текст со ѓаволот, ема кај беше? Иде кнезот на овој свет, 30. Зашто иде кнезот на овој свет? Но во момент тој нема ништо. Тоа е само дел од планот. Тоа е игра една од улогите овдека. И да, навидум, ке изгледа како таа ноги да припаѓа на ѓаволот. Меѓутоа, ако знаете крајот, ако знаете целото сценарио, и моето вознесение на крајот, кој е потврда на завршувањето на сето тоа, ќе се радувате. Зашто ќе се заврши тоа дело во кој што Бог, како Отец, Син и Свети Дух, ќе се направи живеалиште. Тоест, ќе се врати заедницата на Бог со човекот. Онаа голема тема со која што почнавме. Човекот да има општење со Бог, да живее со Бог. Бог си прави живеалиште во нашите срца, каде што живееме заедно со Него. Имаме општење. Општење кој носи познание, кој носи мир, кој носи радост. Се радуваме во Христос.